Кога Бети Цицка му рече на дечко и Адолф дека сака да се види во бело, овој ја запиша на карате. Ова беше пред 30 на години вистинска случка од најживописната населба во Скопје, можеби аеродром. Обично вака ги почнувам понекојаш моиве видео браќање со некоја шала, анекдота, смешка, шега од вистинскиот живот, за да следи после тоа она опашувањето. Она која кажувам нешто многу сериозно, многу важно. Бидејќи пред 2 дена Иран жестоко ја нападна Америка, поточно 2 незини бази, едната во Сирија, едната во Ирак, со многу прецизни удари на нивните ракети, и покажа на светот дека, пази, да се дрзнеш да ја нападнеш американска база, тоа не е баш онака за да замижиш на двете очи и да кажеш ова е шега, шала, ова комика. Светот е она што го зборувам години наназад, од како почна војната во Украина, дека светот нема да се свести, дека сигурно оди кон нуклеарна катастрофа, покажува драстична ескалација во воените жаришта во последниве 2-3 недели и во Украина и на Блискиот исток, тоест во појасот Газа и горе во Либан. Излезе дека нема човештвото модус или начин како да го заврти сфинктерот, тоест да го затвори доводот на својата агресија. Филозофски кажано, агонот секогаш бил еден од основните нагони кај човекот, или она потребата да се бори за да преживее, да се бори од разни причини, тоест поточно потребата за војна, и тоа е една неизгаслива жет кај човекот, и тоа ќе биде присутна и нема никаква идеологија, либерална, политичка коректност, цензура, таа потреба, тој нагон да го сузбие кај човекот. Тоа не си воопшто, да не си правите бајрам со паметот. Така да во светло на нападот на Иран врз американските бази, можете да предпоставите сега каде може да отиде целата работа. Да не преодицираме само ќе подсетам на, тоа ми беше поентата, да подсетам на зборовите на еден водач од минатиот век, кој што ја водеше Куба не знам колку децении, тоа е Фидел Кастро. Фидел Кастро една прилика вака рече, драги мои фейсбукаши и фейсбукашици, рече: голем проблем е што центрите за одлучување во Соединетите Американски држави не се под контрола на политичките институции. Значи, одлуките ги носат, што би рекле србите, мимо нив или покрај нив, тоест ги носат своеволно. Никојаш не сум сакал да теоретизирам, затоа што кај нас секогаш постои опасност да се соберат десетина либерални будали и да те обвина дека си теоретичар на заговор, но гледаме по некои работи, по некои настани што се одвиваат во светот, за кои што немаш одговор, зошто некој, например, прашањето, зошто некој, ајде да не го именувам, го турка светот во нуклеарен Армагедон. Зошто некој упорно
и покрај предупредувањата што ги добива 20 години, особено последниве 3 години, зошто тој некој постојано го притиска Путин до зидот. А добро знае дека Путин, која ќе каже нешто, го исполнува. Не е он лајпрда од западниот свет, некој си лидер наместен со кран, кој што тоа што ќе го каже после 2 дена го порекнуе, или тоа што ќе го плюкне после 2 дена го лиже. Особено последниот месец, откако Путин ја објави новата нуклеарна доктрина, у која што ќе повторам го кажав оведнаш во видеоклип, недвосмислено рече, дури и секоја ненуклеарна сила, која ќе поддржи нуклеарна сила, која што ќе загрози безбедноста на Русија, ќе биде легитимна мета на руската нуклеарна триада. Ова е цитатот, ништо не е измислено. Проверете, видете. Сега, кога ќе видите дека некои од тие круцијални прашања што се отвараат денес, од кои што зависи судбината на овој свет, неговата иднина, да не завршиме како некоја дистописка дистописко место, дистописка планета од некој филм на Стивен Спилберг или на Џон Карпентер или на не знам кој, као например оној филм Лудиот Макс, да не завршиме во еден таков свет после една нуклеарна катастрофа. Затоа мора да се одговори на овие прашања, а сепак нема одговор. А нема одговор зошто некој упорно го турка светот од нуклеарен Армагедон, токму заради оние зборови на Кастро, кои што може да се потврдат, а немаат никаква врска со теорија на заговор, дека центрите на одлучување конкретно во Соединетите држави работат или ги носат одлуките без знаење, тоест без амин на легалните политички процеси или институции. Тоа го има кажано другарот Фидел Кастро, немајте сега мене одма да ме обвините дека у левица сум отишол па сега ово. Него само цитирам. Во тој фазон треба да се каже, без да се има задршка во однос на овие либерални говеда кај нас, кои што одма може да те обвинат за теоретизирање на заговори и такви работи, или оние факт чекери на кои што ќе се обратам малце подоцна. Затоа треба да се каже дека да, западниот свет, или ја како што го нарекувам колективниот запад, е под целосна контрола на одредени, наречете ги, моќни елити, или кои што припаѓаат на, кои што се дел од огромните корпорации, бизнис, од огромните банкарски корпорации, од разни невладини организации кои што токму тие ги финансираат, од разни политички елити кои што работат наднационално. Токму затоа ја имате Европската унија таква каква што е, фашизоидна, која што одамна ги има погазано основните своји темелни вредности на сметка на своји членки, на сметка на своји политички одлуки, кои што немаат никаква врска со Европа каква што беше замислена после Холокаустот, после Втората светска војна, кога цела Европа беше оставена во рушевини. Таа идеја за Европа со оваа Европска унија денес нема никаква врска. Напротив, мислам дека со самоубиството, наречете го, на Адолф Хитлер во 45-та пред неговиот, тоест во неговиот бункер, фактички само го убија поштарот, но неговата порака преживеа, пораката на фашизмот, на нацизмот поточно преживеа токму во рамките на она што денес го нарекуваме ЕУ. Од тука да не го
образложувам се овој мој став подетално, токму затоа генерално моите ставови се такви какви што се. Сега, со оглед на тоа дека овие наднационални елити, политички корпорации, составени од разни овие моќници во финансиските сектори и така натаму, банките и така натаму, со оглед на тоа дека тие туркаат идејата на глобализмот и целата идеја на преземањето на суверенитетите на државите во однос на таа идеја на глобализмот, каде што им треба само еден глобален пазар, поединци кои што се откоренети, искорнати од своето, за да можат полесно да ги манипулираат, со сите алатки на страв за продукција на страв што ги имаат, од репресија па до разни идеолошки алатки, наречете ги политичка коректност, наречете ги осетлив, како се вика тоа, осетлив родов говор, нели, онаква зборите нешто против ЛГБТ, па одма ќе ве нападнат како хиени, па ви се закануваат со ова, со она. Значи, цензурата која што е олицетворена денес во оние кои што се нарекуваат, нели, факт-чекери, а кои што во суштина се платени, формирани, екипирани само за да губиат јавниот говор, тоа е слободата на говорот, затоа што они сакаат многу љуба да кажуваат дека се за слободна мисла, но под услов тие да ги имаат фактите на таа, тие да раководат со фактите на таа слободна мисла, па тие да кажат колку е таа слободна или не е слободна, тоест колку е точна или колку е неточна. Во зависност од тоа, ако ви е послободна мислата, тогаш тие ќе кажат дека ви е неточна. Дека е тоа, како викаат, лажна вест, па тоа па јату хистерија. Се. Јас многу сакам да апелирам од ова место кога ги ставам, кога ги кажувам овие видео пораки, и често пати апелирам до сегашната власт на ВМРО ДПМН, афирмативно ги критикувам, така да кажам понекогаш, и им давам идеи за да ја направат Македонија пак голема. Малце да се обратам вака трамповски, ако не се држете, не сум ни про Трамп, не сум ни про овој, не сум ни про оној, затоа што ве подсетив на почеток на зборовите на Кастро. Центрите за одлучување во САД работат без контрола, тоест без амин на легалните политички и други институции. Затоа ја не можам да бидам за никого, затоа што знам, Ашимов знам, предпоставувам како да работи. Така да тој што го ставаат горе-доле е само малце помалце или малце поише почнува да мрда, им мрда со газот. Ако почне премногу да им мрда, го менуваат, ако не им мрда доволно јако ќе го остават, ако мрдај, ама не е тоа, нели, провокативно многу, така да остане си цел мандат. У таа смисла. Се, ја многу сакам вака кога давам идеи на ВМРО ДПМН, затоа што знам дека има желба стварно да ги справат одредени работи, сега колку е тоа тешко, колку е ова, тоа е друга работа, не сум во тие води па да кажам да знам колку е тоа тешко и како све треба да играиш, што треба да правиш, може и затоа не сум, ја ако сум тамо ќе ги отерам сите у пичку матерно за 2 секунди, ма била фондер ау, или не знам кој бил тамо, или не знам све у пичку матерно. И затоа веројатно ме нема у политика и ќе ме нема, веројатно никој нема никад да ме викне некој. Не е битно.
Со оглед на тоа дека сега имаше промени во безбедносните служби, кадровски промени, у Македонија, нема сега да потенцираме кој, еве една добра идеја за луѓето тамо, затоа што знам дека се некои од нив големи патриоти и имаат чиста душа. Дечки, дојде време, дојде час, да им го начукате у... А на кого треба да му го начукате? На петата колона во Македонија, на сите оние невладени кои што ја протежира, спроведува идејата на глобалистите овде во времето на квислинзите од Социјалдемократскиот сојуз, кои што го убиваа јавниот говор, кои што прогонуваа луѓе кои што ја зборуваа вистината за нив и за тој нивни прекрасен свет, особено за нашиве локални проблеми тука, за бугарашењето, за тие здруженија кои што тука постоеа или постојат се уште, за оној договор во Нивице во Грција, за сите оние, како да кажам, трипер комбинации кои што таа квислиншка СДС ги направи, за да ги клекне македонците на колена, да ги понижи пред светот, да ги асимилира, да ги побугарчи, да ги погрчи и кој знае уште што да им направи, затоа што тие беа токму од овие платени, токму од овие наднационални, кажете ги, моćни елити, дали се финансиски корпорации, дали се бизнес корпорации, дали се ова, дали се она. Голем дел од нив работеа, барем такви сознанија се шушкаше, често пати се шушка низ градов, со точни имиња и презимиња, кој, кога, како, па дури и Викиликс објавуваш информации, кој, кога, зошто и зашто давал одредени класифицирани информации за одредени работи на странски тајни служби. Затоа е една добра идеја на овие нови раководители на одредени безбедносни сектори во Македонија да тргнат малце они сега да се стават улога на факт-чекери, ама вистински факт-чекери. Да изанализираат, испитаат, сослушаат, истресат, протресат, претресат. Стотици вакви здруженија невладини и курсе тресе други организации платени од странски пари да ја подкопаат оваа држава која што веќе бајги подкопана, тоест да ја донесат оваа држава пред распад, а македонскиот народ да го остават без негова држава. Тоа е крајната идеја на овие сподоби, така да ги наречам, или суштества. Така што не е лошо ова безбедносните агенции конечно да влезат малце поотворено во пресметка со нив, затоа што прашање на време е кога овие платеници ќе ви ја наместат гилотината и ќе ве гилотинираат политички или некако другачи, а со тоа ќе гилотинираат и цел еден народ. Не би тупел повеќе, доста е тупење. А зошто уствари до ден денес не ми е јасно. Бети Цицка така го побара за маж дечко Јадов. Сакам да се видам во бело. А ова е Родровенци рече, тој не рече, а запиша на карате. Најлудата ствар во живот што се научил. Ето, тоа е тоа. Ајча. Покрај ова мислам зошто сад упорно го турка светот у нуклеарна светска војна.